Од вкупно 284 повици на телефонската линија за деца и млади Алу Бушавко на детската амбасада Мегаш, 83 деца се пожалиле на проблеми поврзани со менталното здравје. Најалармантни биле 19 повици кои се однесувале на млади со самоубиствени мисли и уште 20 со страф и вознемиреност. Ова го покажува годишниот извештај на СОС линијата за 2025 година. 83 дојави беа конкретно за ментално здравје. Тука спаѓаат повеќе работи, меѓутоа можам да ги истакнам најмногу страф и вознемиреност и самоубиствени мисли и обиди за самоубиство. Секое трето дете што се јавило се бори со некоја внатрешна болка, се бори со страф, се бори со анксиозност, со вознемиреност, со нарушено расположение и она што е најзагрижувачки се бори и со опасни мисли насочени кон себе. Според извештајот, 64 повици се однесувале на нарушени семејни односи, 57 за повреди, а регистрирани биле проблеми со пристапност и проблеми во училишната средина. За познавачите клучно е во вакви ситуации главниот збор да го имаат училиштата и родителите, затоа што како што велат, постојат случаи кога суицидните мисли не се сваќаат сериозно. На СОС телефонот Алу Бушавко и кажува дека е многу загрижена бидејќи нејзин пријател и соученик често зборувал дека сака да се самоубие. Девојчето сподели дека ќе се обрати на нејзината мајка. Но потоа добивме уште еден повик, каде што девојчето соопштува дека мајката воопшто не давала никаква поддршка во однос на планот за самоубиство на нејзиниот пријател. Поради ваквите загрижувачки податоци, според психолозите, менталното здравје на најмладите треба да биде системски приоритет и треба да се изнајдат механизми за рана интервенција.